Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за внатрешни работи. Денеска на дневен ред е интерпелацијата за министерот за внатрешни работи Тошковски. Како опозиција во изминативе 2 години многу пати имавме реакции, дававме критики на работата на министерот. Денес во текот на дебатата исто така беа изнесени дел од забелешките. Ќе се обидам во овие 10 минути да дадам неколку коментари во однос на неколку прашања поврзани со мандатот на министерот за внатрешни работи. Министерот Тошковски на самиот почеток на мандатот ветуваше професионална и ефикасна полиција, реформи, зголемување на безбедноста и довербата на граѓаните. Понатаму професионални критериуми за унапредување кои би се темелеле на образование, искуство, способности и без политички критериуми. Ветувавте нов закон за полиција, најавувајќи го како сериозна реформа која ќе се темели на принципи на рамноправност и професионален пристап во Министерството за внатрешни работи. Наместо тоа, токму така како што и СДСМ предвидуваше и критикуваше, се случија законски измени кои ни одблизу не наликуваат на измени кои оваа држава и граѓаните ги очекуваат и ги посакуваат, посебно невработените во Министерството. Би сакал да ве потсетам на програмата за работа на владата 24-28, во која се вели дека мерките за поттикнување на транспарентноста во работењето на безбедносните институции, обезбедувајќи јавен надзор и одговорност, понатаму постојани програми за обука и професионален развој на персоналот низ сите безбедносни институции, опремувајќи ги со вештини, знаење и така натаму и така натаму. Но во реалноста видовме нешто сосема друго. Така како што ВМРО ДПМН владееше и во минатото, без да се слушне гласот на фелата, на граѓанскиот сектор, па секако и на опозицијата, се обидувавте преку принципи кои не доликуваат на земја која тежне да се приклучи кон Европската унија и земја членка на НАТО, да го нарушите принципот на кариерен систем, постоење на кадри кои немаат стекнато доволно полициско институционално искуство, закон кој сериозно создава простор за политички влијанија и партизација на полицијата по примерот на периодот до 2017 година, па истиот закон и покрај забелешките тогаш на мускули го истуркавте. Еве, бидејќи опозицијата не сакавте да ја послушате, би сакал да потсетам дека имаше и сериозни забелешки од професионалци, експерти, од синдикатот, кои повикаа на ризик од политизација, намалена транспарентност, намалување на оперативната независност, нејасни процедури, немање гаранции за мерит систем и немање доволно време за суштинска дебата. Затоа, подоцна, повторно поднесовте закон преку пратениците и секако тој закон ја одложи примената на овие спорни законски одредби. Во периодот на изминативе години јавноста исто така беше сведок на серија убиства, обиди за убиства, вооружени престрелки и други тешки кривични дела кои создадоа чувство на несигурност кај граѓаните. Само во првите 4 месеци од мандатот беа регистрирани 25 вооружени инциденти. Во октомври 24 година имаше пукање со автоматско оружје во Чаир како вооружен инцидент на исто така и на Скопската обиколница. За само 10 месеци во 25-та година се случија повеќе убиства во Мавровка, Бит Пазар, Чаир, Шуто, Оризари и граѓаните беа сведоци на фрлање експлозивни направи во населени места. Ваквата состојба отвори сериозни сомнежи за потфрлување во делот на безбедносната состојба во државата. Во истиот период беа опожарени повеќе од 35 возила низ државата. Особено загрижува фактот што се појавија сомнежи во јавноста кои беа наголемо коментирани од медиумите за оддавање на службени тајни поврзани со лица кои биле во најтесното обкружување на председателот на владата, но и на информациите за аферата од кабинетот на председателката на државата. Ваквиот случај неизбежно отвара дилеми за ефикасноста на внатрешната контрола, безбедносните проценки и механизмите за спречување злоупотреба на доверливи информации. Понатаму, повторно се присетивме на партиските состаноци на ВМРО ДПМН, каде во првите редови седеа луѓе вработени од Министерството за внатрешни работи, понатаму 5 тони марихуана кои поминаа преку граница во Србија и беа фатени во Србија и многу други слични примери. Ситуацијата на Скопскиот аеродром и нападот врз службено лице задолжено за безбедност на сите патници, уште на самиот почеток на мандатот, покажа дека кога коалиционите договори се во прашање, нема институционално постапување. Во 6 месец 26 година Комисијата за заштита од дискриминација исто така утврди дека врз полициска службеничка било извршено вознемирување како облик на дискриминација,
поради политичко уверување во областа на работните односи од страна на МВР СВР Скопје. Независна државна институција официјално констатирала дискриминаторско постапување во рамки на МВР, што отвара прашања за политички притисоци, непочитување на еднаквиот третман на вработените и одговорноста на раководните структури во Министерството. За време на прославите по повод на Денот на албанското знаме, во ноември 2024 година, видовме повторно потпалување на меѓуетнички тензии. Во повеќе градови беа регистрирани случаи на палење и сквернавање на македонското знаме. Настаните предизвикаа силни реакции во јавноста и отворија прашања за доследноста во примената на законите. Иако во други случаи институциите постапуваа брзо, кога станува збор за нарушување на јавниот ред и мир или оштетување на државните символи, во овој случај проявуваше оценка во јавноста дека реакцијата беше бавна, недоволна и селективна. Тоа создаде впечаток дека не се применуваат исти критериуми за сите граѓани. Министерството за внатрешни работи има обврска да обезбеди еднаква примена на законите без разлика на политичката, етничката или друга припадност на сторителите. Секој отстапување од овој принцип ја подкопува довербата во институциите и создава чувство на нееднаквост пред законите. Затоа случајот со сквернавењето на државното знаме останува пример кој отвори сериозни дилеми за доследноста, непристрасноста и ефикасноста на постапувањето на Министерството за внатрешни работи, но во овој случај се види капацитетот на владата да превенира потенцијални меѓуетнички тензии. Како паралела би споменал уште еден податок дека од 22 година биле пријавени 1117 кривични дела во врска со семејно насилство, а во 25 година рекордни 4745 случаи на семејно насилство кај жени. Ова само по себе говори дека кампањите и превенцијата изостанале. А за да имаме резултат на ова поле, мора да се обрати внимание на проблемот, бидејќи тој постои, изостанале кампањите за рано идентификување и ризиците преку училиштата, здравствените центри и меѓуресорската координација која што е потребна да ја има. Овде се отвора многу важно прашање дали се работи за недостаток на законска легислатива или до немање на капацитет кај институциите кои треба да ги спроведат истите овие закони. Може би и двете подеднакво, но важно е дека системот не функционира и тоа мора да се адресира и мора час поскоро да се промени. Имав прилика да направам и анализа на буџетот на Министерството за внатрешни работи, каде развојните програми се намалени за 29% во 26 година во однос на претходните години, или од нешто над 2 милиарди денари на 1,4 милиарди денари, што само по себе говори за немање на развојни политики во дел на ставката реформи во полицијата. Би сакала да потенцирам уште едно ветување од програмата на владата за 24-28 година, каде што велите ќе се пристапи кон реорганизација на Центарот за обука, кој треба да возможи континуирано надградување на знаењето и вештините на припадниците на безбедносните структури. Ќе се воведат современи програми и специјалистички обуки од областа на безбедноста, разузнавањето, одбраната и цивилната заштита. Ќе се изврши реконструкција на постојните сместувачки и административни капацитети, реконструкција на изградба на училници, нов амфитеатар и така натаму и така натаму. Се во служба на полицијата. Но во буџетот кај програмата Центар за обука имате намалување на финансиите за 40%, во програмата за работа на владата исто така велите дека се предвидува континуирана реконструкција и обнова на полициските станици и други полициски капацитети со цел обезбедување на современи услови за работа на полициските службеници, како и модернизација на работните униформи на полицијата. А кај капиталните инвестиции има намалување од над 22% во однос на претходните години, што покажува уште еднаш дека развојот и инвестициите се намалуваат во однос на претходните години. А со тоа не можеме да очекуваме раст и развој, подобри услови за полициските службеници кои работат во овој витален сектор за државата. И бидејќи времето е при крај, да не набројам повеќе примери, пратеничката група на СДСМ и коалицијата, имајќи во предвид сите овие аргументи кои што ги изнесе во текот на денот, но и во минатиот период, ќе ја поддржи оваа интерпелација. Благодарам. И јас ви благодарам. Реплика, министерот за внатрешни работи, повелете.